Стаорци прават штети на посевите во струмичкото поле. Земјоделците велат дека се соочуваат со наезда од стаорци кои ги гризат стеблата на растенијата и им ја уништуваат реколтата. Најголема штета досега имало на пченката, но не биле поштедени ниту нивите под ајварка. А плюс това глувци не нагна многу. Многу глувци. Това одека испредава. Полас година има така многу глувци. Година нема сега таа година пак глувци. Експертите велат дека овој период од годината е нормално да се појават глувци и стаорци и тоа не само во полето, туку и да се повлечат кон домовите, особено околу амбарите со залихи на жито и пченка. Глувците се постојани жители на планетата, а постојани жители кај нас. Значи дека тие ќе бидат секупат присутни, но да се сведат на минимум, да не прават големи штети. Значи, ние глувците ги имаме како собствени непријатели од повеќе причини. Прво, непријатели доколку не прават штети на самите објекти, прават штети на посевите, на површините каде што има земјоделски култури и така натаму. Но исто така многу значајно да не забораваме дека тие се и многу опасни како преносители на голем број заразни болести. И ако се гледа од тој аспект, дури се препорачува уништување и тоа многу ригорозни мерки за уништување, односно за непостојањето на глувците на површините, односно на домовите. Секупат тие се во близина на нашите домови. Дали тоа ќе бидат стали, дали куки за живење и така, дали тоа се значи стали за добиток и така натаму, ќе бидат во близина, а повеќето од нив. Посебно тоа се случува од есен, значи кога завршуваат културите и заради барање на храна, тие се повлекуваат, односно доаѓаат во близина на населените места. Предупредуваат дека е потребно да се внимава, бидејќи доколку дојде до нивно прекумерно размножување, можат да пренесат и многу болести. Значи, зависно со тоа, каде се наоѓа населеното место, сигурно тие што се најблизу до периферијата, до полето, тие ќе бидат најбрзо населени од такви така наречени глодари, инаку тоа се глодари. Тука значи може да бидат стаорци, глувци, домашен глушец, ги има повеќе видови, сега да не ги набројуваме. Значи тие се присутни секаде и се штетници. Значи штетници, како што спомнав, од повеќе аспекти. Мора да знаеме една друга за нив, друго сознание кое посебно за стаорците се сметаат за прилично интелигентни животни. Интелигентни во смисла на изборот на храната, односно во смисла на подготвувањето на така наречена дератизација или нивно сузбивање. Со каков вид на отрови треба да се кај нив применат. Затоа што се мисли и е докажано дека штом стаорците дојдат во некое место, населено место, и наидат на храна, бидејќи ние сите мамци и отровните мамци ги ставаме тука до храната. Значи, тие го испраќаат најстариот член од семејството за да ја проба храната и доколку се случи да биде некој отров, во самата паника што ќе ја створи тој, значи, при неговото угинување, тие бегаат и не се враќаат повторно таму за да земат од таа храна. Значи, при изборот на тие средства, хемиски средства за сузбивање на овие глувци, односно на стаорците, е потребно да се изберат средства кои побавно делуваат. Да не се брзи отрови, затоа што со брзото делување, тој што ќе ја проба прв храната, односно на мамецот дојде и ќе ги извести другите и другите се разбегуваат. Значи, а додека е бавно делувачки отров, значи тогаш тие немаат време да согледат што ќе се случи со тој прв што ќе земе од мамците и на тој начин имаме поефикасност за сузбивање на самите нив. Појавата на глодари во Струмичко не се случува прв пат. Сличен проблем имаше и лани.